Добро вечер, тредневник на К3. Жетвата на пченицата започна, но и покрај идеалните услови приносите и оваа година се намалени за 30%. Табановци и Сопот бележат многу мал принос, велат Сдруженијето на земјоделски производители. Жетвата на јачмен заврши, приносите се со износ од 2,5 тони испоредено со минатата година се намалени за 30%. Тоа е одраз на големата влажност и од водните води кои ги уништија посевите. Жетвата на пченицата е во полнек, временските услови се идеални, меѓутоа и покрај тоа приносите се намалени за околу 30%, за разлика од минатата година каде поради обилните дождови немаше доволно плод, велат Сдруженијето на земјоделски производители. Жетвата се одбива, сега се услови за жетва се нормални или може да кажеме идеални, нема падавини, за разлика од минатата година кога имаше проблем со дожд, со влага и луѓето не можеа да си го соберат плодот. Исто така во оваа година приносите на пченицата се доста намалени, исто така за 30 до 40%, за разлика од минатата година. Што се однесува до квалитетот, значително е помал во однос на минатата година, со исклучок на одредени рамничарски места каде приносот е со подобар квалитет. Табановци и Сопот бележат многу мал принос, од 1000 до 1500 килограми по хектар, додава Трајковски. По некои области, во некои места приносите се добри, но во глобала се во слабо. Наречито за ридско-планински делови, каде што дури нема ни по 1000 килограми по хектар. И оваа сабота земјоделците ќе можат да погледнат промоција на трактори од Хемометал Битола, од марката Зетор, Матат и Сорес, а воедно и да аплицираат преку програмата за рурален развој. Промоцијата ќе се одржи на сточниот пазар во Куманово од 7 до 12 часот, а потоа и во Ранковце, Крива Паланка од 13 до 17 часот. Средовечна жена денеска предпладне се обиде да си го одземе животот скокајќи од Бедински мост на страната од автопатот што води кон Србија. Од населбата Бедиње, 54 годишната ВЈ од Бабиндол, паднала близу банкината помеѓу двете коловозни ленти. По ова тие веднаш повикале екипа на брза помош која ја принела во Кумановската болница. При падот се здобила со скршеници на еден горен и долен екстремитет, скршеница на карлица и повреди на градниот кош и главата. По укажаната помош на хирушкото оделение и поради сериозноста на повредите, пациентката била префрлена на лекување во Скопје. Мотивите за овој немил настан се уште не се познати. На местото на настанот увид изврши СВР Куманово. Официјалната туристичка сезона започна на почетокот од овој месец и како што информираат туристичките работници, најголем дел од аранжманите за месец јули се веќе распродадени. Кумановци не ги плаши економската криза кај јужниот сосед и понатаму најбарани дестинации за летување се плажите на Егејското и Јонското море, додаваат од туристичките агенции. Веќе сме во екот на туристичката сезона кога најголем дел од граѓаните ги користат летните одмори. Најбарана дестинација за кумановци ова сезона останува Грција. Економската криза кај нашиот јужен сосед не ги предомисли оние кои сакаат да летуваат таму. Од туристичките агенции информираат дека најголем дел од аранжманите веќе се распродадени за месец јули. Покрај Грција кумановци заинтересирани се за летување во Турција, Бугарија и секако на брегот на Охридското езеро, каде поголем интерес има после 1 август. Во туристичките агенции летото одамна започна, значи одамна веќе одамна оваа година сакам да кажам, кон крајот на мај и веќе цел јуни, значи нашите граѓани најмногу патуваат за Грција. И сега во овој период? Да, и сега овој период, значи имаме резервации јули, август и септември, доцните термини во септември, значи најмногу и најчесто нашите сограѓани кумановчани патуваат за Грција. Летуваат и патуваат, нормално. Колку се цените сега во просек овој период? Не може да се каже некоја општа цена, затоа што нели зависи од местото во кое што патувате, деновите кои што престојувате, од квалитетот на вилата, хотелско сместување или апартманско, сето тоа е различно. Нема драстични промени на цените во однос на минатото лето. Иако се очекуваше дека ќе има пад на цените кај јужниот сосед, сепак тие останаа исти. Заврши пред сезоната, каде што цените беа доста ниски и популарни. Сега цените за сместување, значи, одат од 300 па нагоре, да кажам, во евра, во денарска противвредност. Зависно во кој дел од Грција одат, значи, дали одат Пиерија, дали одат Халкидики. 300 евра на што се однесуваат? За наем, значи од 300 и нешто евра за наем
да кажеме, студио за 7 дена. Зборуваме, значи се нормално со од вид на смештајот се и разликува цена, близина на плажа, во кој дел од Грција се наоѓа, островите има друг тип на цена, бидејќи се на 9 ноќевања. Ако сте похрабри и со авантуристички дух, тогаш ви остануваат понудите last minute, но не можете да се подпрете во целост на нив затоа што тие се со помал број места и многу брзо се продаваат. Популарни се, значи имаат луѓе кои едноставно чекаат на да одат на last minute. Тоа е убава понуда, значи тоа е некој непополнето, да можам да кажам дека во моментот е непополнет простор, значи некој патување од 7 дена или од 9 дена со примамлива цена. Доста луѓе патуваат на тој начин, во тој случај не им е важно кај се, во кое место ќе одат, бидејќи тоа е слободно место во моментот. Поевтино и попримамливо за граѓаните е во предсезоната во јуни и во септември, кога завршува сезоната, кога истите аранжмани може да се купат од 15 до 70% поевтино. Инаку ова лето нема интерес од страна на кумановци за летување во Северна Африка. Ова се должи пред се на инцидентот кој се случи на почетокот на сезоната, откако 37 британски туристи загинаа во туниското одмаралиште Сус. Од 6 јули започна сезоната за капење во градскиот базен во Крива Паланка, со што стопанисува јавното предпријатие Комуналец. Тропските температури во изминатите денови привлекоа голем број на посетители, а меѓу нив најбројни најмалите. Повеќе од следниот прилог. Спасот од летните гориштини кривопаланчани го бараат на градскиот базен. Одговорните велат дека паралелно со растот на температурите расте и бројот на посетители, а децата и младите се оние кои најмногу се разладуваат и забавуваат на кривопаланичкиот базен, кој е отворен од 6 јули. За поголема безбедност на посетителите на градскиот базен активна е и спасувачка служба, која е задолжена за наблюдување на капачите. Тие велат дека како и секаде, така и тука постојат правила и кодекс на однесување. За почеток добре, вчера мислам дека биле околу 200 души кажа така сега вработените. Денеска и покрај лошото време сепак како што може да забележите има доволно народ. Најчисти посетители се претежно помалите генерации, бидејќи не знам зошто, но повозрастните не сакаат да дојдат. Прво треба да бидат советно облечени, односно да не се капат во фармерски шорцеви, во подруги работи. Најубаво за нив би било да си дојдат во купеќи и така. Да не се туркаат децата тука, да нема проблеми, да не трчат. Помалиот и поголемиот базен, бар, сендвичарница, пристапните цени, игралиштето за кошарка, одбојка на песок и пинг-понг на отворено, како и чистата вода, се главни адути на ова градско катче. Најмалите посетители доаѓаат со придружба, додека оние повозрастните најчесто со пријатели и обично остануваат во текот на целиот ден, односно од 10 до 18 часот. Јас овдека сум со тато, со моите братучеди и мојата сестра. Не остануваме многу по цел ден, по највише 2-3 часа. Не играме многу игри, повеќе пливаме и затоа мене ми е тука многу забавно. Добро, дали знаеш да пливаш ти? Па, уште малце да научам, сега не толку многу. Со војко ме. Дали често доаѓаш? Да. И што правите најчесто? Најчесто се бањам. Добро, дали знаеш да пливаш ти? Се уште не знам, ама ќе се научам. Јас сум со сестра ми и многу убаво си поминуваме. Добро, што правите најчесто? Се бањаме. А каде е поубаво, на базент или на море, на езеро? На базент. Дневниот билет чини 50 денари, месечниот 500, а сезонскиот 1000 денари. Традиционалната манифестација Кривопаланечко културно лето и овој пат ќе понуди богата и разновидна програма со бројни настани од книжевната, музичко-сценската, ликовната, како и театарската уметност. Можноста за уживање во широкиот културен спектар е под покровителство на локалната самоуправа на Крива Паланка, Националната установа Центар за култура и Градскиот музеј, а со поддршка од Министерството за култура.
Граѓаните веќе имаа прилика да уживаат во неколку културно-уметнички и забавни настани, но ова е само почеток на годинишната летна културна манифестација која ќе трае до почетокот на септември. Кривопаланечко културно лето 2015 официјално беше отворено со првото издание на Осоговска Староградска вечер изминатата недела, додека на големиот православен празник Петровден со богата културна уметничка програма беше реализирана средбата на местноста Голаш со луѓето од Босилеград и Ќустендил. За предстојниот период предвидени се над 30 настани, дел нови, а дел традиционални и препознатливи за нашето поднебје, информираше првиот човек на општината Арсенчо Алексовски. Она што е најавено и веќе се очекува е гостувањето на бендот Биело дугме на рок фестивалот Joyfest, закажан за 22 август. Кривопаланечкото културно лето ќе го затвориме со театарскиот фестивал како и секоја година, како позначајни настани кои ќе бидат, тоа ќе биде Joyfestот, значи на кој ќе присуствува Бело дугме со Ален Исламовиќ на 22 август, потоа доаѓа фолклорниот фестивал, театарскиот и во меѓупросторот ќе имаме неколку поединечни театарски представи, ќе имаме поетски читања, ќе имаме фолклорни групи, така да сметам дека повторно неделно по 2-3 културни настани ќе се одржуваат во нашата општина. Културните настани ќе ги одржуваме на новиот плоштад, на централниот градски плоштад, во градскиот парк и во некои други места каде што ќе видиме дека има потреба или каде што ќе оцениме дека е добро да се одржи. Одговорните се надеваат дека со ваквите културни настани кои ќе се одвиваат на неколку градски катчиња на отворено, ќе ги анимираат граѓаните од разни возрасти и ќе бидат повод за зголемен број на гости и туристи. За во среда, 15 јули, е закажана изложбата на великаните на македонската ликовна уметност во локалната установа Градски музеј со почеток од 20:30 часот, додека на 22 јули започнува Топол културен бран 2015. Еврокомесарот за преговори за проширување и европска соседска политика Јоханес Хан предпладнево во ЕУ инфоцентарот се сретна со претседателите на ДУ и на ДПА Али Ахмети и Мендух Тачи. Хан и тројката европратеници Иво Вајгл, Ричард Ховит и Едвард Кукан попладнево во резиденцијата на Европската Унија во Пржино имаа средба со лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој е придружуван од Радмила Шикеринска и Рената Тренковска-Десковска. Се очекува Хан и европратениците да се сретнат и со премиерот и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Според најавата од Европската комисија, по поединечните средби со лидерите на 4 најголеми политички партии треба да се одржи и заедничка лидерска средба. За доцна попладне е најавена пресконференција на која еврокомесарот Хан ќе ги соопшти резултатите од разговорите со партиските лидери за надминување на политичката криза. Основа за постигнување конечен договор, како што велат од Европската комисија, е договорената рамка од 2 јуни што предвидува итни реформи во неколку области и одржување на вонредни парламентарни избори најдоцна во април 2016 година. Дизелот од денеска се продава по пониска цена за 1,5 денари и цената на бензините е повисока за половина денар. Новата цена на Евросупер БС95 изнесува 71,50 денари за литар, а на Евросупер БС98 е 73,50 денари за литар. Малопродажната цена на евродизелот ќе изнесува 53,50 денари за литар, а на екстра лесното масло за домаќинство 42 денари. Намалена и цената на мазутот изнесува 26,3 денари за килограм. Сојузот на синдикатите на Македонија и Организација на работодавачите се договорија регресот за годишен одмор или К15 да не биде задолжителен. Фирмите ќе може да исплаќаат или не К15 во зависност од договорот меѓу вработените и работодавачите.
Приватните компании натаму ќе го исплаќаат регресот за годишен номер на вработените, но со можност тој да биде утврден и на понизок износ од утврдениот на најмалку 40% од просечната месечна нето плата по работник исплатена во последните 3 месеци, како што сообщуваат од Сојузот на синдикатите на Македонија и Организацијата на работодавци на Македонија. По повеќе средби вчера е потпишан текстот на спогодбата за именување и дополнување на општиот колективен договор за приватниот сектор од областта на стопанството. Социјалните партнери во спогодбата се договорија правото на регрес за годишен номер во висина од најмалку 40% од просечната месечна нето плата по работник во Република Македонија исплатена во последните 3 месеци, која представува основица за исплата да остане понатаму и тоа да го користат сите вработени во приватниот сектор. Социјалните партнери се договорија да се продолжи и важноста на колективниот договор за приватниот сектор од областта на стопанството за уште 2 години. Социјалните партнери, како што истакнуваат во соопштението, поскоро двомесечни преговарања ја покажа и на овој начин вредноста на социјалниот диалог, определбата да нема кратење на работничките права, но и грижата да не дојде до нарушување на нормалниот процес на производството и губење на работните места. Грција повторно не го исплати долгот кон ММФ, овој пат во висина од 450 милиони евра. Војници ја подигнуваат контроверзната ограда на границата на Унгарија со Србија за да се спречи влез на мигрантите. Сад ова есен планира да започнат обука на украински војници. Вести од светот. Грција одново не му исплати на Меѓународниот монетарен фонд побарување од 450 милиони евра, чиј рок измина вчера. Не беше извршено плаќање, изјави Джери Рейс, потпарол на ММФ. На 30 јуни Грција не плати 1,5 милијарди евра и стана првата индустриализирана држава која почна да трупа неисплатени обврски кон ММФ. Поради тоа, кон Атина беше прекинат достапот до финансиски ресурси на ММФ и тоа ќе остане така се додека Грција не ги плати обврските. До 20 јули Грција треба да исплати 3,5 милијарди евра на Европската централна банка. Неплаќањето на обврските кон ЕБЦ може да има поголеми последици отколку кон ММФ, јавуваат западни медиуми. Британскиот министер за финансии, пак Џорџ Осборн, ќе се обиде да блокира било каков обид на Европската Унија да ја вклучи британската фунта во новата програма за финансиска помош на Грција. Осборн нагласи дека неговата земја не сака да учествува во рефинансирањето на Грција. Тој ова го изјавил во телефонски разговор со неговите колеги пред денешната средба на Еврогрупата во Брисел, пишува весникот Financial Times. Унгарски војници започнале да ја подготвуваат контроверзната ограда на границата со Србија за да спречат мигрантите да влегуваат во Унгарија. Критичарите на овој потек велат дека би било подобро унгарската влада да подигне ограда кон Австрија за да го спречи иселувањето на унгарците. Оваа ограда, која во минатиот месец беше најавена од популистичкиот премиер Виктор Орбан, најде на загрижувачки реакции од Србија од Европската Унија. Првиот дел од оградата, за која неодамна германскиот канцелар Ангела Меркел оцени дека нема никаква смисла, почна да се подигнува на околу 180 километри јужно од Будимпешта. Парламентот во минатата недела ја одобри изградбата на оваа бариера во должина од 175 километри. Таа ќе биде висока 4 метри. Унгарија е во Шенген зоната, што значи дека ако мигрантите влезат во таа земја, слободно може да се движат и во другите земји од Шенгенот. Од почетокот на годинава во Унгарија се регистрирани над 78.000 мигранти кои илегално ја минале границата. Соединетите американски држави ова есен планираат да започнат со обука на украински војници, откако заврши првата програма за подготовка на безбедносни сили на Украинското министерство за внатрешни работи, изјави синоќа во Вашингтон генерал Бен Ходжис, командант на американските купнени сили во Европа. До 15 ноември ќе ја завршиме обуката на 3 баталјони на украинското МВР во базата Јаворив во западниот дел на Украина. Потоа планираме да започнеме обука на силите на Украинското министерство за одбрана, но се уште не е донесена конечна одлука, истакна генералот на пресконференција во Пентагон. Обуката ќе се состои од тактички вештини, техники за заштита на животот на војниците и операции во многу тешки услови. Одлуката за оваа прашање ќе се донесе преку договор со европските сојузници на САД во НАТО. Македонската кошаркарска репрезентација ја постигна третата победа во групата С на Европското првенство за играчи до 20 години Б дивизија, што се одигра во Унгарија.
Синоќ беше совладано Швајцарија со 73-63 и со тоа нашите играчи само го потврдија првото место. Надпреварот го одбележаа нашите центри Љубомир Младеновски и Филип Бакоч, кои имаа дабл учинок. Младеновски 16 поени, 11 скокови, Бакоч 11 поени и 14 скокови, додека Адем Мекич постигна 15 поени. На другиот надпревар од третата рунда во оваа група Белорусија победи Арменија со 88-49 и со тоа го обезбеди второто место на табелата. Македонија и Белорусија како две првопласирани селекции од оваа група продолжуваат да се надпреваруваат во рамките на групата Ф заедно со Шведска и домакинот Унгарија за пласман од првото до 8-то место. Денеска за македонските кошаркари е слободен ден на првенството. Утре од 18 часот ќе играат против домакинот Унгарија, а в четврток противник ќе им биде Шведска. Двете првопласирани селекции од Ф групата ќе играат во полуфиналето со двете први репрезентации од групата Е, каде ќе играат Финска, Холандија, Црна Гора и Луксембург. Во вестите од меѓународната сцена донесуваме. Напаѓачот на Манчестер Сити, Един Джеко, е на листата на желби на екипата на Рома. Аргентинскиот фудбалски ас Карлос Тевес се враќа во родната Аргентина. Рома и Манчестер Сити понатаму преговарат во врска со трансферот на Един Джеко, но и натаму без конкретен договор. Како што пренесуваат италијанските медиуми, римскиот клуб нуди 14 милиони евра, двојно помалку од она што го бара Манчестер Сити. Спортскиот директор на Рома, Валтер Сабатини, отпатува во Манчестер како би ги забрзал преговорите по купувањето на Стерлинг од страна на Сити. Неофицијално Сити не отстапува 28 милиони евра колку ги бара, но по ангажирањето на Стерлинг ситуацијата е малку поинаква, па може да дојде до некој договор. Што се однесува до Джеко, тој ги договори личните услови, а сега останува само клубовите меѓусебно да најдат заеднички интерес. Популарниот Карлитос се врати во родната земја. Тевес минатата сезона беше клучен играч во Јувентус, но на крајот неочекувано реши да се врати и во следната сезона ќе игра во екипата на Бока Јуниорс. Колку навивачите на Бока го почитуваат Тевес, најдобар зборува фактот што на неговото представување се собраа дури 41 гледачи. Се очекува следната сезона Тевес да биде клучен играч во обид на Бока да оствари што подобри резултати. Колку е почитуван во татковината ќе погледнете дел од снимката од неговото представување во Бока Јуниорс. El regalo de Maradona, Carlito Tevez. Следува временската прогноза. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник. Ви благодарам на вниманието, пријатна вечер.